следите дневникот на К1 телевизија. Што се подготвивме за денеска и што беше актуелно, ќе погледнете веднаш по настаните. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. 29 годишен велешанец се здоби со кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела. Доделени наградите за најдобар спортист за 2017 година во општина Велес. Официјалните лица во Пјонгјанг порачале дека Северна Кореја нема намера да се откаже од нуклеарното оружје. Владата со низ за промени околу надлежностите на локалната самоуправа. Градоначалникот на Велес Аце Коцевски на средбата со представниците на местните и урбаните заедници соопшти дека ќе бидат одземени дел од надлежностите, но и ќе бидат додадени нови надлежности на локалната самоуправа. Коцевски потенцира дека ваквите промени нема да бидат ни најмалку едноставни. За познавачите пак на состојбите, ова е првиот сигнал дека се преминува на последната фаза од процесот на децентрализација. Ке се одземаат, но и додаваат надлежности на општините. Ова го соопшти градоначалникот на Велес Аце Коцевски на средбата со представници на местните и урбаните заедници. Како што тој рече, премиерот Заев им најавил дека владата размислува на општините да им ја одземе надлежноста за управување со депониите за цврст отпад. Праксата во изминатиот период покажала дека општините во рамките на регионите, а таков е концептот да има депонии на регионален принцип, многу тешко успевале да се договорат меѓу себе, бидејќи одлуките треба да се донесат од сите општини во составот на планскиот регион и дека многу тешко оди одредувањето на локацијата, бидејќи ни едно село, ни една општина не се согласува во нивна близина да биде лоцирана депонијата. Коцевски се сомнева дека ова би се реализирало лесно, напоменувајќи дека станува збор за системски закон за кој е потребно двотретинско мнозинство при гласањето од страна на пратениците. Но затоа пак многу полесни и поголеми се шансите за добивање на новите надлежности. Коцевски најави дека општините ќе имаат поголеми ингеренции во социјалната заштита, но и во културната дејност. Најголем дел од надлежностите на центрите за социјална работа треба да се пренесат од централно на локално ниво и голем дел од институциите од областа на културата исто така треба да се пренесат на локално ниво. На национално ниво се предвидува да останат само тие институции кои се од национално значење, а сите други да преминат на локално ниво. Локалните власти имале обврска, вели Коцевски, да подготват техничка документација за градинки и домови за стари лица. За реализацијата на овие проекти, средствата планирано било да бидат обезбедени од централната власт. За познавачите на состојбите, ова е првиот сигнал дека се преминува на последната фаза од процесот на децентрализација. Намалени продажните цени на индустриските производи на домашниот пазар. Според најновите објави на Државниот завод за статистика, во ноември годинава, споредено со истиот период минатата година, забележан е пад од 0,2%. Продажните цени во ноември оваа година на индустријски производи на домашниот пазар се пониски за 0,2% на месечно ниво, а повисоки за 1,6% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика. Во ноември 2017, во споредба со октомври 2017, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски во групите енергија за 1,1% и капитални производи за 0,2%. Во ноември 2017, во споредба со ноември минатата година, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се повисоки во групите интермедијарни производи, освен енергија за 5,7%, капитални производи за 3,1% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 2%. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против 29-годишниот Ј.Т. од Велес поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, кражба и оштетување неовластено навлегување во компјутерски систем. Валентина Михаловска ги има деталите.
29-годишниот велешанец J.T. се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела кражба и оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Имено J.T. на 11 октомври годинава во Велес, откако влегол во куќата на Н.Б. од плакар, одзел 2 паричника во кои имало 12.500 денари, лична карта, картичка од банка со пин број и картичка за подигање на пари од шалтер. Потоа, прикривајќи го ликот со шал и капа од банкомати, во 2 наврати подигнал вкупно 29.900 денари. На 18 декември годинава, при претрес во домот на пријавениот, била пронајдена дел од облеката што ја носел на себе при подигнување на парите од банкоматот. Во службен разговор со СВР Велес, J.T. ги признал делата. Спортисти, спортски клубови и здруженија, граѓани инволвирани во спортот и оваа година беа дел од листата на наградени кои Сојузот на спортови Велес традиционално 58 година поред ги наградува најдобрите. Годинава титулата спортист на годината за 2017 година во општина Велес ја понесе кајакарот на Вардар Енис Небиовски. Кајакарот на Вардар Енис Небиовски оваа година ја понеса престижната награда спортист на годината за 2017. Второто место му припадна на ракометарот Ивице Илиев, а на третото место се најде кајакарот Љубомир Спасик. Овие награди се голем поттик за наградените, но и мотив плюс за поголеми успеси во иднина. Искрено не очекував на првото место, очекував од прилика у први 5. Чувството е предивно и ова за мене ми значи многу. Многу значење награда. Сум задоволен од моите постигнати резултати. Награди ко награди, признание ко признание на крајот на годината се мотив плюс за сите спортисти да во следната година, односно влезат помотивирани и со поголем број на тренинзи, да дадат максимум и да освојат што е можно подобри медали, односно места. Ова е 58 година поред во која Сојузот на спортови за најдобрите спортисти и екипи во општина Велес доделува признание и пофалници. Организаторот Бојчев се надева дека и оваа година е направен вистинскиот избор, иако било тешко да се издвојат најдобрите. Имаше голема конкуренција, беа пријавени околу 30 на спортисти да се одберат најдобрите. Навистина е тешка задача, меѓутоа и задоволството е големо кога на лицето на еден спортист како Енис ќе видите задоволството дека е избран за најдобар спортист на градот. На манифестацијата традиционално се доделија повеќе награди за најдобри училишни педагози, најдобро училиште, најдобри судии и тренери, најдобра спортска манифестација, спортски работник, постхумани признанија, посебни достигнувања. На изборот, освен 10 најдобри спортисти во сениорска конкуренција, беа прогласени и најголемите надежи во младинските категории поединечно и 3 најдобри младински екипи. Благодарница за најдобар медиум во 2017 година доби и К1 телевизија. Велешани се познати по својата хуманост. Тодор Митрушевски е само еден од оние хумани луѓе. Тој 12 години донира парични средства на оние кои најмногу им е потребна. Оваа година општина Велес го прогласи за хуманист на годината. Велес е град во кој скоро секој со секого се знае. Тодор Митушевски сите го познаваат како пчеларот. Но пред некој ден, овој човек градот го запозна и како филантроп, кој повеќе од една деценија, дел од својата пензија, донира во хуманитарни цели. Општина Велес го награди за хуманоста, а тој вели, само се обидував некому да помогнам. Не сум се експонирал до сега никаде, не сум чукал со звонче дека еве јас давам пари, секогаш сум бил покриен, скриен, паро да не знаат за мене и така натака, меѓутоа ете така. Се деси да се случи да ете испадне на виделина моето, да речам, досегашно работење со... Овој скромен човек вели дека има многу луѓе на кои што им е потребна помош. Ако секој помалку даде, вели Митушевски, тогаш ќе има повеќе насмевки на лицата. Јас давам 3 години таму пари, меѓутоа мене не ме интересира кај ќе отидат тие пари, него по потреба Црвениот крст се има каде да ги даде тие пари. Во градот има доста луѓе на кои што им е потребна помош
на која што треба да им се пружи. Малку се луѓето што даваат, треба да се даде малку повеќе. Велес и Велешани за хуманоста на Митушевски дознаа благодарение на новинарот Петар Печков. Тодор Митушев го знам одамна и знам за неговите хумани чекори, сакајќи да им помогне на социјално ранливите категории, не бирајќи цел дали е ова денес, дали е тој. И секој пат повеќе години наназад одделува од неговата пензија за различни институции, не поединци, но институции кои што потоа ќе ги искористат тие средства за тоа што им се потребни. Велешани се познати по својата хуманост, но дали меѓу нас има уште некој скромен и сокриен филантроп? Останува да истражуваме. Општинската организација на Сојузот на борци на град Неготино одбележа 70 години од своето формирање. Крајот на 2017 година го одбележа со свечена седница и историски час за минатото, сегашноста и идните заложби на Сојузот на борци на Неготино. Председателот Атанас Најдов упати апел и понатаму да се почитува делото кон сите оние 25.000 жртви кои ги дале своите животи за денешната слобода. 70 години од формирањето на Сојузот на борците одбележа Општинската организација на Сојуз на борци од Неготино. По тој повод историски час со навраќање на историските случувања од минатото, но и за сегашноста и заложбите за иднината, одржа председателот Атанас Најдов. При формирањето боричката организација ги опфатила учесниците во Народно-ослободителната војна, активистите за време на отпорот против фашизмот, затворениците и соработката со Народно-ослободителното движење и граѓаните кои во другите земји на светот се бореле против фашизмот, информираше Најдов. Основните задачи на Сојузот на борците при формирањето беа собирање на учесниците во антифашистичката војна во единствена организација, зачувување и затврстување на придобивките од НОВ, развивање на традициите од НОВ, собирање на историски материјал од НОВ, уредување на гробовите на паднатите борци за слобода, подигнување на споменици и спомен обележја, отварање на музеи, грижа за образованието, вработувањето и материјалната состојба на борците и на децата на паднатите борци. Председателот Најдов ги соопшти и основните задачи на Сојузот на борци при неговото формирање, како и организационата структура. Рече дека во 70 годишното постоење, функција и развој на Сојузот биле присутни неколку фази. Првата фаза од 1947-1974 година е период во кој Сојузот на борците на Македонија е општествена организација која ги реализира задачите утврдени со статутот и програмските документи. Основните задачи се да го формира и опфати своето членство, да ги одреди реалните потреби и проблеми и да ги решава, да се изрази како општествена организација која е заинтересирана за обнова и развој на општеството и државата врз авнојските и асномските програмски насоки. Тој додаде дека Сојузот е исто така заинтересиран за развој на перспективите за вклучување на земјава во Европската унија, НАТО и другите светски асоцијации. Упати и апел и понатаму да се почитува делото кон сите оние 25.000 жртви кои ги дале своите животи за денешната слобода. Продолжуваме со вести од Македонија. Двоно пониски се нивоата на Вардар кај Егуновце, Сатеска кај Ботун и Црна река кај Новаци во однос на просекот за декември, покажуваат денешните хидролошки мерења. Намалени се и водостоите на Вардар кај Скопје, Зајчеврид и кај Демиркапија, Треска кај Македонски Брод, Пчиња кај Катлановска бања и Крива река кај Крива Паланка. Повисоки вредности од просекот се измерени на Вардар кај Велес, Брегалница кај Берово и Црн Дрим кај Ложани. Нивоата пак на Охридско, Преспанско и Доренско езеро се во рамки на просекот. Пред новогодишна средба со коалиционите партнери одржа премиерот Зоран Заев. Тој ги запознал со главните точки и остварувања на владата и нагласил дека тие се постигнати врз основа на принципите договорени со коалицијата. Создадовме околности кои целосно го променија демократскиот амбиент во земјата, зашто пристигнаа признанија и од народот со исходот на локалните избори,
како и од меѓународната заедница, особено од нашите стратешки партнери во Европската Унија, НАТО и Соединетите Американски држави. И овие промени навестуваат дека влегуваме во година на клучни одлуки за државата. Во таа смисла е многу значајно взаемното охрабрување и поддршка на сите партнери во коалицијата во сите области и посебно во остварувањето на концептот едно општество за сите, истакнал Зоран Заев. Било нагласено дека насоките се утврдени и дека паралелно со она што се очекува на планот за европските и евроатлантските аспирации, ќе се динамизираат и процесите во спроведувањето на реформите и реализацијата на планот за економски раст. ВМРО ДПМН е преку соопштение порачува дека злоупотребата на институциите не смее да продолжи, а полицијата ги пречекорила овластувањата, додека судовите одлучуваат по конструирани обвиненија. Македонија нема да биде демократска земја се додека се притвараат луѓе само заради тоа што имале храброст гласно да го кажат своето мислење и јавно да се спротистават на политиките со кои не се согласуваат, реагираат од ВМРО ДПМН. Во партиското соопштение се вели дека треба да се стави крај на политичкиот прогон. Во Македонија нема да има атмосфера за конструктивна дискусија, се додека пратеници, уметници, доктори, архитекти, актери, оперски пеачи и полициски службеници се прогласуваат за терористи. Кривичниот суд надвор од секоја правна логика им ги продолжи притворите на дело од осомничените за настаните од 27 април. Судот, наместо да одлучува врз основа на фактите, реши да ги задоволи неаргументираните барања за продолжување на притворот од страна на јавното обвинителство, кое конструира политички мотивирани истраги, се вели во соопштението на партијата. Поранешен работник во автомеханичарски сервис во Хјустон упаднал во работилницата и убил двајца работници, а неколку минути подоцна извршил самоубиство, соопшти локалната полиција. Двете лица кои ги убил пронајдени се мртви на лице место, рекол детективот од Хјустон Дејвид Краудер, пренесува Ројтерс. Идентитетот на жртвите се уште не е објавен. Продолжуваме со вести од светот. Екстремистичката група Исламска држава ја презела одговорноста за нападите во супермаркет во рускиот град Санкт Петербург и во Коптската црква во Египет, објавила агенцијата на таа група АМАК. Како што пренесува Ројтерс, Исламска држава ја презела одговорноста за експлозијата на бомба која се случи во супермаркет во Санкт Петербург во средата, во која се повредени 13 лица. За нападот на Коптската црква во предградието на египетската престолнина на Каиро, во кој погинаа 11 луѓе, оваа терористичка група исто така презела одговорност. Во тој напад, напаѓачот пукал во верниците и припадниците на полицијата пред да биде ранет и уапсен. Според Ројтерс, агенцијата АМАК не понудила докази за тврдењата за преземањето на одговорноста за нападите. Официјалните лица во Пјонгјанг порачале дека се додека Соединетите Американски држави и нивните сојузници продолжуваат со уцените и воените вежби на нејзин праг, Северна Кореја нема да се откаже од нуклеарното вооружување. Официјалната новинска агенција КЦНА го пренела денеска често повторуваниот став на Пјонгјанг во осврт со големите нуклеарни и ракетни проби кои Северна Кореја ги извела во текот на 2017 година, пренесува Associated Press. Ентитетот на Северна Кореја, како непобедлива сила, не може да се подкопа ниту да се скрши, заклучила агенцијата КЦНА. Северна Кореја во септември ја изведе досега својата најсилна нуклеарна проба и лансираше 3 различни интерконтинентални балистички ракети во морето во јули и во ноември, пробудувајќи ги стравовите дека е поблиско од било кога од формирањето на нуклеарниот арсенал, на чија мета во пракса би можеле да се најдат Соединетите Американски држави, подсетува Американската агенција.
Последниот викенд од оваа година ќе ни донесе стабилно и суво време без врнежи. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во недела метеоролозите најавуваат сончево со мала облачност, од пладна облачноста ќе се намали, а во текот на новогодишната ноќ ќе имаме претежно ведро и тивко време. Почитувани, овде го завршуваме овој дневник. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд.